ова лошо малце помалце или малце повеќе, бидејќи не знаеме да прецениме. Сега се разбира, одредена група на луѓе од стотици илјади луѓе имаат лични интереси, јас ги викам мизерни мали интереси, некој е вработен, некој ќе земи 20-30 илјади, 40 илјади, мисли дека го решил проблема во живото, а од друга страна све се уништува. Скопје е неподнеслив за живење, бидејќи го кажам, ова ми се случи во последни 3 недели, на 2 пати сат и пол да не можам да влегувам во Скопје, да стигнам до собрание за сат и пол. И денес ова што ми се случи во јавниот сообраќај, во автобусо, и да не кажам дека не работеше автоматот за да скенираш картичката, па сите се дереме цело време. Значи, и се разбира, и немаше карти, автобусо не продаваше карти, бидејќи му се потрошиле. Велим, Македонија пополека, но сигурно, и ние како граѓани живееме во една мала лудница, кој што е креирано од политичките банди, од партиите што ги спомнав. Мора да менуваме и не гледам стреќи граѓани, освен тие лопови политичари, бизнесмени лопови кои што се обогатиле преку ноќ со крадење, уживаат во тендери и за жал, многу жал да кажам дека Македонија ние не живееме, ние преживуваме, ние страдаме.